Изборната кампања во Штип претежно ќе се спроведува преку медиумите и социјалните мрежи, а кандидатите подготвуваат така наречена пандемска стратегија. Дали новиот начин на агитација ќе биде доволно добар за сите кандидати? Концептот ќе биде преку социјалните мрежи, делење на флаери, преку социјалните мрежи и така према ова собирањето нема да има кампањи држање ред ситуацијата како што е. Поинаку од Ангелов размислува Симон Поликарп, кандидатот на партијата Интегра. Прво, најважно на нас, на партијата Интегра и за мене е тоа што здравието на луѓето е на прво место. Или до благосостојбата на народот е на прво место. Така да ќе освариме средби со граѓаните на најминимализирано ниво, значи на со помалку луѓе, но сепак мора да имаме физички контакт во одредени населени места во општината. За разлика од нив, кандидатот на СДСМ Сашко Николов планира комбиниран систем на презентација на програмата. Ние како Социјалдемократска партија и коалицијата се решивме на кампања која што ќе биде преку социјалните мрежи, кампања која што ќе биде преку видеомедиумите, радиомедиумите, кампања која што ќе оди преку лайв стриминг. Ние нема да имаме трибини, нема да организираме митинзи, нема да остваруваме директни контакти со граѓаните на овој град, заради тоа што тоа е против сите правила и мерки кои што ги носи Министерството за здравство. На кој начин граѓаните во овие услови треба да бидат запознаени со програмата на кандидатите за градоначалници? На никој начин, на никој. Затоа што не гледате, епидемија голема, народот се плаше, дистанци, хигиени, маски. Може преку интернет е најбоље. Преку интернет. Или на гласачки места, или расстојање јако. Ова е нешто ризично и не би требало да има гласање. Нека си биде овај сега доека 8 месеца или колку е, 4 или е. Предвремените локални избори во Штип се предвидени за 13 декември, но кампањата започнува за 5 дена, односно од сабота. Штипјани за градоначалник ќе бираат помеѓу 5 кандидати.